Почитуван заменик министер, мора вака на стартот да признам дека повеќе ми се допаѓаше професорот Ковачевски отколку членот на извршниот одбор Ковачевски. Се гледа дека имате добиено вака партиско напредување, но не знам таму дали таа некоја заева водичка ви дава да пиете на тие состаноци, па почнувате да се губите во тие аргументите, но внимателно ве слушав, запишував дел по дел и сега ќе бидам послободен да ви аргументирам. Пак ја кажам согласно бројките кои што или вие или некој од тие вадени функционери ги соопштил со јавноста. Прво да почнеме од приходите. Тие приходи најмалку се заради вас, заради тоа што можевме да видиме дека секојдневно имавте протести пред владата и парталове направија на медиумите, сите оние кои што имаат било каков бенефит од државниот буџет и дека стабилизацијата на приходите е од прилика заради тоа што по случај на нештото и покрај тоа што имаме најмалку вакцинирано население, заради затоплувањето на времето, пандемијата спласна и условно тоа им дозволи на луѓето сите оние средства кои што во минатиот период заради карантина или нешто слично ги имаат акумулирано да ги пуштат во слободен оптек. Понатаму за капиталните инвестиции не се во инфраструктурни проекти. Вие можете да убедувате колку сакате. Ја вчера ја прочитав изјавата на премиерот, Заев вели оваа година ќе имаме 80% реализација на капитални инвестиции. Сега ќе ви кажам како, со оглед дека донесовте тие 100 милиони евра во капитални расходи, тие кредити се поволни, ќе бидат искористени и од предпријатијата и така тој буџет на реализација ќе биде покачен на повеќе од овие, внимавајте, најдобри во историјата, револуционерни 27% реализација на капитални инвестиции. Она кое што вие не сакате да го кажете, а е тоа дека секогаш кога се работи за капитални инвестиции, секогаш на крајот има одреден бенефит кој што е видлив за окото или е конкретен. Тоа не е со вашите фискални стратегии, тоа не е со вашите планови за раст 2025-2023, кои што секои 3 месеци кога ќе има одреден стеснат маневар во функционирањето на државните финанси, вие ги издегувате и ги изнесувате во јавноста, а ви кажав дека ви се погрешни заради што таа стратегија за расходи, тоа за приходи, не ви се совпаѓа со приходите кои што вие сте ги вметнале во ребаланс на буџетот. Сега, што е суштината? Вие велите ВМРО ДПМН го зголемуваше јавниот долг за да креира, како рековте, стиропор. Добро. Еве вака, супер. Вака. Ајде вака. Сега јас и вие да излеземе надвор. Ви реков, за 2 години, тоа е за 2,4 милиарди евра сте го зголемили на долгот. Еден проект. Една шајка што сте ја заковале, да ми кажете каде. Нема. Затоа што на крајот од денот, сега да излеземе ние надвор, да ве однесам во мојата канцеларија во собранието, тоа е она кое што е изнесено и оставено во претходните 11 години. Да не одиме подалеку од овој објект. И вие добро тоа го знаете. И од тоа нема бегање, дека има 3 нови автопати, дека има безброј проекти кои што секој кој што доаѓа во ова собрание во овој објект ги има начин да ги види. Кај вас нема. Ја жалам што е тоа така, но меѓутоа самите бројки го кажуваат тоа, дека нема 500 км автопат, дека нема инвестиции, дека оној и сакам да ве пофалам, особено затоа што гледам дека вие вака сте со храбри придоста да го фалите Заев, оној план што вие за инвестиции од 8 милиарди е таму да си прочитате што вие не сте реализирали и што нема да реализирате, а пред 3 години велеше не 8, ќе биде сега милиарди, почнуваме оваа економска година, галопирачки ќе расте развојот и ќе им одржам лекција. Таа лекција од економијата што вие правите пред македонскиот народ, научивме дека е само 1 евро за вицето, а 1 евро за овој или оној понатак. Ајде да разговараме за странски директни инвестиции. 241 милион евра. Катастрофа. Катастрофа. Подоле од ова нема, заковани на дното. Сега ќе ви кажам зашто. Една Црна Гора има 2 пати повеќе од нас, а Црна Гора има многу помалку народ од нас, господине заменик министар. Знаете ли зашто е тоа така? Затоа што ги рекетирате тие инвеститори, затоа што кога ќе дојдат тука, кога ќе видат со кого си имаат работа, бегаат од аеродром да не се вратат никогаш тука. Еве ви плюс уште еден доказ. 2021 година за првиот квартал само нето 25 милиони евра инвестиции. И ќе ви признам, знаете што имате направено за овие странски директни инвестиции, тоа што директорот сега предлага, замислете еден револуционерен проект, ќе можеле да се купуваат плацовите во зоните. Замислете, плацовите во зоните ќе може да се откупуваат и од тоа од резиденти на државата. Има зошто тоа до сега не било така, а сум расположен да ви објаснувам и не ми е проблем никаков. Мерки, вака сега, за мерките, за тие пакетите. По анкетите на граѓаните тапа. Секој ден имавте протест пред владата, луѓе штрикуваат, угостители до органајзери на евенти и кои се не, и можете да видите дека по анкетите не ви ги препознава народот. По сите овие параметри дека тие мерки не поминаа како што треба, односно не беа таргетирани директно во центарот, односно да ги обслужат барањата на таа ново настаната ситуација.
Инфлација. Рековте енергенсите секаде растат. Тоа се согласивме дека е така, па зошто тогаш зголемувате ова давачка за 4,13%? Зашто ја зголемувате таа давачка? Рековте 2013 година било 90 денари. Може ли да бидете чесен до крај пред македонската јавност да станете и да кажете зошто тогаш беше бензинот 90 денари? Затоа што ако некој тука знае тоа, знаете вие. Вие сте професори, колку толку се уште имам и ве ценам за вашите економски знаења, излезете, реплицирайте, кажете во 2013 година литерот на енергенсот изразен во гориво беше 90 денари заради тоа. Бидете чесен и кажете, еве, јас нема да кажам, ќе ви оставам простор вие да кажете. Ама ќе ми одговорите на друго прашање. Кој ги покачи давачките по литар гориво по основ на држава за 14 денари? А ако не ми одговорите, пак ќе се јавам за реплика, јас ќе ви ги прочитам. Значи 14 денари ги зголемивте давачките по литар гориво само по основ давачки кон државата. Само по основ давачки кон државата. Ги имам детално, ќе ви ги прочитам, ако не сте доблесен да одговорите. Понатаму сега ќе ви кажам една работа. Минималната плата. Како се воведува минимална плата? Точно, значи со закон. Сега ние можеме, ако се договориме, да направиме минималната плата 30.000 денари. Кој не спречува? Ке почнеме постапка во парламентот и ќе ја направиме 30.000 денари. Ама има еден проблем. Сега ќе ви кажам зашто, колешки, не се тревожете, доволно можам да се снајдам, а вие знаете само. Зашто не е 30.000 денари? Заради тоа што минималната плата треба да расте како што расте реалниот тек на економијата. Затоа што во спротивно, ако вие ја вештачки минималната плата само за да мафтате тука со ливче хартија, а ако тие кои што ја исплаќаат таа плата не може да го издржат тоа заради тоа што сте неликвидни, вие ги носите компаниите во пропаст. Затоа имате 60.000 нови невработени. Затоа имате 1,9% минус во првиот квартал. Затоа е така. Еве, ако не сум управо, професор ќе ви каже. Понатаму, се сеќавате ли оној данска тевдовски Кире Наумов и сите оние кои паѓаа во несвес, зашто вие рековте што ќе се случи затоа што нели ќе пропаднеше државата, кога имаше државен долг од 48%, а кога се градеше на секаде, кога се градеа 3 автопати, стадиони, спортски сали, на секаде во државата. Паѓаа во несвес, вика државата ќе се распадне. Сега со 63% ги нема и човеков не убедува, вика топ. Мет и млеко тече во држава, вака никогаш не било, ако сме задолжени, све ќе вратиме, све ќе направиме, а што ќе биде до година предвидено од нивниот буџет, 65,9% задолженоста, тоа никој не го кажува. Ама битно нивната национална стратегија укажува на тоа дека за 5 години тие ќе го довеле нивото на државниот јавен долг од 60%. Ве молам сите. Мака ми е да ве гледам како се препелкате да му се додворите на Заев. Искрено ме фати една мачнина и должен сум да ви објаснам за данокот. Сега ќе ви кажам вака. Воведување на прогресивниот данок повторно. Тоа го каже Фатмир Битиќи, тоа не го каже Бојан, тоа го каже Фатмир. Можам да ви го пратам линкот за да го видите, да го прочитате што кажал вице-премиерот за економски прашања. Човекот рече и покрај тоа што во 2023 година нели е до тогаш е договорено да биде ставен на холд и покрај тоа што беше само 10 месеци и увидовте дека е катастрофа. Ама сега човекот вика па немам ништо против тоа, ќе видиме, може ќе го вратиме. Фатмир Битиќи, не Бојан Стојановски. Понатаму зголемување на ставка на ДДВ. Во интервју за Сител, министерот Фатмир Бесими, кој што жалам што не е тука, вели вака: разгледуваме можност за финансиска децентрализација и за поголемо учество, односно инпут кај општините, да зголемиме ставка на ДДВ, со тоа што таа ставката која што ќе се поскапи киде кај општините. Тоа го каже министерот, не го кажав јас, од кога го нападна јавноста, рече не сте ме сватиле добро. Воведување на кризен данок како од 2001 година. Фатмир Битиќи. Изјавата ја имам. Можете да му се јавите на човекот, праша дали си дал таква изјава. Знаејќи какви сте во партијата, ќе рече не, но има в медиумиве хартија трпи се, како трпи 8 милиарди, така трпи тоа што е кажано, можам да ви го испратам. Воведување на зелен данок. И јас го кажав тоа или вчера Фатмир Бесими го кажа тоа? Бидете искрен, така? Вчера кажа Фатмир Бесими дека се размислува за воведување на зелен данок. И за данокот на имот. Можеби на вас не ви представува проблем. Можеби на оние другите не им представува проблем. На народот му представува сериозен проблем. Сега ќе ви кажам зашто му представува проблем. Не можете така да гледате да правите сегрегација во населението. Вас не ви е проблем, затоа што во изминатите 4 години, не зборам конкретно за вас, туку за номенклатура на луѓе и за цела владеачка гарнитура. Не ви е проблем, зашто толку пари се испокрадува, па таа бил данокот поскапен, не ви е важно. Но на народов, на кој што
инфлацијата е 3%, на кој што живеачката се покачува за 3%, на кој што пораснала цената на млекото, на зетинот, на горивото и луѓето кои што со мака мачат како ќе го проживеат месецот, на кој што цените во малопродажбата не престануваат да растат, на кој што цените, ако ја воведете оваа давачка, ќе пораснат од инфлацијата од 3,9%. Тоа го видов од Народната банка. Ова не ми е шпекулативна бројка, затоа што барем вие знаете дека јас шпекулативно на оваа говорница со бројки не настапувам. И се што ќе кажам, сум подготвен тоа да наведам извор. Тоа што го кажал некој владин функционер му е и такако проблем. А знаете ли зашто ги правите сите овие работи? Зашто ги трпите овие критики? Затоа што буџетот ви е тапа. Заради тоа што не можете да ги враќате парите кои што ги давате на подкуп. Но господине Ковачевски, јас сакам вие да знаете една работа, заради тоа што често велите вие дека не сте политичар. Пари снемува, а секој пристануваат се поскапи. Во фискалниот простор, односно во маневарскиот простор кој што го има државата од аспект на фискален простор, нема повеќе од каде да се црпат за да се плаќаат оние давачки кои што вие сакате да ги пуштите према народот, за да можете да ги подкупите изборите. Луѓето добро знаат, затоа што од оваа розова реалност која што вие ја продуцирате, надвор има една мрачна црна реалност во кој што луѓето се фаќаат за глава како да ги поминат трошоците. Ке имаме простор во овие 10 дена, подготвен сум тука и ви стоам на располагање да ви уверувам, да ги демаскирам вашите лаги и да ви укажувам каде грешите и каде пробувате да манипулирате со овој чесен македонски народ. Благодарам.